Благослови, Владико. Благословено je carstvo to na Oca i Sina i Svetijog Duh, сега и секогаш и во вечни векови. О мир да се помолиме на... Моето патешествие по населените места во Македонија ме донесе во јужниот дел на Битолското поле, поточно речено на територијата на општина Новаци. Наминав што се вели да се видам со мештаните, да видам дел од населените места, да дознам нешто повеќе за животот некогашен, а Бога ми и денешен наслушен, како што вели народот. Но и самиот да се уверам во тоа што го имав како мое сознание, дека општината Новаци не само што е една од поголемите по територија општини во Македонија, туку и е една од најголемите и по број на цркви и манастири, дека општина Новаци е единствена општина во Македонија во која бројот на цркви е поголем од бројот на населените места, дека во атарот на општина Новаци се наоѓаат 41 село, а 51 црква и 15 манастири, дека општина Новаци исто така е единствена општина во Македонија, на чија територија се наоѓа единствениот манастир во Македонија кој е изграден, така да кажам, на невообичаено место во поле. Ова мое патешествие се сопадна и со едно друго мое сознание за овој регион, за еден стар, мощен стар обичај. Сакав да се уверам дали и денеска се почитува. Тоа е обичајот кога кметот на селото, заедно со клисарот, протуѓерот и полјакот, ќе ги собереле селаните на сред село, ден пред православниот христијански празник Мала Богородица и ќе им соопштеле дека летината мора да ја соберат до Крстовден, затоа што по Крстовден се прегнувале дзевграволовите, оние оратните, и дека на сам ден на Крстовден започнува угарењето на нивите, сеењето на житото. А исто така сакав да се уверам со уште едно мое сознание, дали се уште се почитува стариот обичај, дали се од доаѓањето на православниот христијански празник Мала Богородица завршуваат кај народот познатите летни селски слави, а започнуваат зимските слави. А Бога ми, како што вели народот, Господ сакал ова мое патешествие во овој регион во Македонија да ме донесе на сам ден на православниот христијански празник Рождество на Света Богородица, кај народот познат како Мала Богородица, во седиштето на општина Новаци, село Новаци. А Бога ми пак ќе речам, Господ сакал и јас да бидам дел од општинародната прослава на заштитникот на општина Новаци, Рождество на Света Богородица. На мојата радост, навистина немаше крај. Да планирав вакво нешто можеби никогаш немаше да ми се реализира. Се на едно место, се во исто време. Ќе одиме тој манастир да ја видиме ова слава, каде што мештаните од Тивека ја слават со некој што се вели. Додека со моето возило ги поминував последните стотици метри од асфалтниот пат во правец на општината Новаци и додека во насока на движењето на моето возило, со очите шарав да видам некој човек за да застанам и да го прашам каде се наоѓа манастирот Рождество на Света Богородица во село Новаци, единствениот манастир во овој регион изграден во поле, кон мене, во мојот видик, во хоризонтот што ме обкружуваше, ми проаѓаше монументална христијанска градба, од чиј бакарен покрив, од 8 кубиња се разлејуваа зраците на септемвриското жолтозрасто сонце, чија духовна убавина овој православен храм ја надополнуваше камената трокоравна градба. Се упатив кон ова духовно православно светилиште. Навистина бе восхитен од убавината на оваа градба. Немаше потреба понатаму да се распрашувам.
Бев сигурен дека ова духовно светилиште е манастирот Рождество на Света Богородица. А тоа можев и самиот да го прочитам од написот на патоказот кој се наоѓаше веднаш спроти мене на неколку метри од мене. Овдека лево од мене е манастирот Света Богородица. Боже, заштити не спаси, Пред да зачекорам во манастирскиот двор, на само неколку десетици метри десно од влезот, вниманието ми го привлече и ова сакрално духовно православно светилиште, каде што мештаните од овој крај од памтивека го посетуваат за да запалат свеќе за здравие и да му се помолат на Бога. Овдека во непосредна близина на манастирот Света Богородица се наоѓа и истоимениот параклис Света Богородица, каде што попатно може да си запалите свеќа за здравие. А тука се наоѓа и иконостасот на сите 12 апостоли, кои што ги има во нашето православие. Дојдете овдека во манастирскиот комплекс Света Богородица, се разградојете и во овој параклис, запалете свеќа за здравие, да се помолите на Бога за да имате сличен живот. Додека престојува во ова духовно сакрално светилиште, врволицата од народ беше се поголема и поголема, која се упатуваше кон манастирот Рождество на Света Богородица. Од како јас си запалив свеќа за здравие во сакралното духовно православно светилиште, кое претходно ви го спомнав, влегов во манастирскиот двор. Ова е манастирскиот комплекс Света Богородица, кој што е од општината Новаци, е оддалечен на само 2 км североисточно од него. Дојдени сме денеска на Мала Богородица, на празникот, на патронот, каде што и ние заедно со мештаните од општината Новаци ќе го прославиме. Ова е тој убав храм Света Богородица. И додека со поглед го разгледував манастирскиот двор и се восхитував од убавината која народот со помош на Господ Бог му ја дала на овој манастир, во врволицата на народ кој доаѓаше во манастирот беше и градоначалникот на општина Новаци, господинот Лазар Котевски, каде што со задоволство ја прифатив неговата покана да ми помогне подобро да го спознам овој монументален христијански православен храм. Од меѓусебниот разговор дознав дека манастирот Рождество на Света Богородица се наоѓа во непосредна близина на седиштето на општината Новаци, во истоименото село Новаци, на само 1 километар десно од брегот на Црна река. Изграден е во 2006 година, а представува монументална христијанска градба со 8 кубиња, покриени со бакарни плочи, измалтарен со бел малтар. Манастирот е трокорабен, со апсида на која се зоографисани Свети Ѓорѓи Богослов, Свети Николај Миронски, Свети Василий Велики, Свети Јован Златоуст, Свети Алексеј Велики и Свети Иларион Александриски во природна големина. Над нив е фреска со големина од скоро 4 на 2 метри висина од ликот на Света Богородица. На највисокото кубе, кое е зоографисано, е представен ликот на Спасителот Исус Христос. Како прво сакам да им честитам на христијанскиот народ. Овој празник е голем празник за нашите христијани, Рождеството на Пресвета Богородица, кој го славиме скоро 24 години овдека во манастир. Посетаноста е многу голема, нашите верници се тука. Со овој манастир се гордееме како општина. Тој е единствен манастир во низинскиот дел, па ние го имаме тука. Сакам да честитам во моје име, во името на мојата фамилија, во името на општината, во името на Советот на општината, да ни е честит и вековит овој празник.
Празнувањето на оваа христијанска православна духовна целовитост во овој храм ја надополни со своето присуство митрополитот Преспанско-Пелагонички Петар со неговото чиноначалствување со вечерната литургија. Бог да благослови. Благодарим Тебе. Додека присуствував на неговото чино началствување со вечерната литургија, за миг се присетив на моите сознанија за Света Богородица, дека е еден од 12 големи празници во православието. Дека култот на Света Богородица има значајно место кај македонците. Многу цркви во Македонија се посветени на неа. Тоа е првиот голем празник во новата литургиска година, означувајќи го почетокот на циклусот на човековото спасение. Стрихиите на празникот се полни со различни имиња за Марија, како сад на светлината, книга на животот и словото, источна врата, престол на премудрста и слично. Тие се засновани од изворната инспирација на Стариот и на Новиот Завет. На трите библиски извадоци паримии, што се читаат во вечерната богослужба, застапени се пророштвата за неа. Пресвета Богородица, браќа и сестри, е ќерка на праведните светите Јоаким и Ана. Овие Божји угодници потекнувале. Едниот, свети Јоаким, од Давидовото племе, односно од Давидовиот род, од царски род. А света Ана, мајката на Пресвета Богородица, потекнувала од свештенички, односно првосвештенички род од Арона, братот на Мојсеј, големиот старозаветен пророк. Биле праведници, и тоа големи праведници, но Господ не им дал чеда, а кај евреите тоа се сметало за голем грев. Прекорот постојано бил насочен кон нив, па така при една прилика кога дошол во храмот Божи да се помоли и дар да даде светиот Јоаким, дарот или жртвата што ја принел во храмот, светиот Јоаким, првосвештеникот, не сакал да ја прими и го одбил со зборовите дека е тој многу грешен и затоа Господ го казнил. А овој, како и сите многу трпеливи луѓе, со трпение го поднел прекорот, си заминал и откако бил дома отишол во полето каде што била неговата стока и таму го минувал своето време во плачење, во подвизи, во молитви, во пост.
Ако ga слушнала за тоа, неговата сопруга Света Ана, и таа се разжалила за тоа што му се случило нему, па го молела Бога од нив прекорот да го отстрани, за да можат тие, иако во старост скоро голема, едниот околу 80, а другиот преку 70 годишна возраст, да добијат чедо кое нему ќе му го посретат. Па така, браќа и сестри, молитвите горешти на Света Ана, мајката на Пресвета Богородица, ги слушнал Господ и веднаш потоа и се јавил ангелот Божи и рекол дека ќе и даде чедо преку кое ќе се спаси целиот човечки род. Сум поминал многу села, сум влегол во многу цркви и манастири, сум бил гостен на многу црковни и манастирски слави и празници. Но да бидам искрен, по досегашно во моје 25 годишно патешествие, сум присуствувал на осветување на многу православни христијански цркви и манастири, каде што се сеќавам речиси на се. Тие осветувања се дел од мојата видео, аудио и пишена архива, но како дел од таа моја документарна архива, секако е и фрескава насликана на самиот влез на манастирот Рождество на Света Богородица во село Новаци, осветена на 21 септември 2014 година од митрополитот Преспанско-Пелагонички Петар. Испратија благодата на Пресветиот Дух врз ова икона што троите слуги ја направиле во нејзина чест и спомен. Благословија и осветија со Твоето небесно благословување, дај сила и крепост за чудотворно дејствување. Направи ги да бидат и учесници на Твоето царство, по милосрдието, народениот од неа во тело, единороден Твој Син, воплотен Бог и Спасител Исус Христос, со кого Ти прилега секоја слава, чест и поклонение со пресветиот благ и животворен Твој Дух, сега и секогаш и во веки веков. Се осветува ова икона со благодата на Пресветиот Дух преку поросувањето на ова осветена вода во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Ова икона со благодата на Пресветиот Дух преку поросувањето на ова осветена вода во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Благодата на Пресветиот Дух преку поросувањето на ова света вода во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. По Твоето милосрдие прибегнуваме, Богородице Дево, но избави не од бедите, единствена чиста и единствена благословена. Слава на Отецот и Синот и Светиот Дух. Богородице Дево, радувај се, благодатна Марија, Господ е со тебе, благословена си ти меѓу жените и благословен е плодот на Твојата утроба, зашто си го родила Спасителот на нашите души. И сега и секогаш и во веки веков. Амин. Пречиста Богородице, од Твојата света икона, неисцрпно се
darovat lekarstva iscelenija za site što so vera prebegnula kod neja i o srce go priziva tvoje to zastupništvo zato devo posetija i moja ta nemoj i isceli gi milosti oduševite i telesni rani. Ovoj Božju manastir ili sveta obitel koji je posveten na rađanjeto na Presveta Bogorodica, kako što možete i samite da vidite, stana golemo kultno mesto na ovije prostori vo ova bitolsko arhirejsko namestništvo ili vo bitolskiot region i prima nekoliko iljadi vernici večerva i utre, što znači kultot na Presveta Bogorodica, na njezino rađanje je golem kult, no i nije imame obvrska kon Majkata Božja zato što ni gi dava i ni gi ispolnuva preko njezinite prozbi i molbi od trojični, od Bog Otec, od i Sin, od i Sveti, od Duh, site umno srdečni i drugi molbi i molitvi koji se za spasenije na našte duši. Naši od narod i oddava golema počit na Presveta Bogorodica, kako vo tatkovinata, tako i na sekade vo svetот kade što živeat našите Makedonci. I сега, кога го празнуваме овој голем и спасоносен празник, на раѓањето на Пресвета Богородица, која беше испросена од бездетни родители во нивните одминати години, мајката нејзина Света Ана преку 70, а нејзиниот татко околу 80 години, која се роди не од телесна поход, туку од љубов кон Бога да му се подари чедо. Ние македонците, посебно и православните во Македонија, па и пошироко, денеска забораваме да го послушаме гласот Божи, наместо да просиме што повеќе чеда, ние се помалку и помалубројни стануваме во овој свет. Ако светите Јоаким и Јана, како неплодни испросиле чеда во нашиот народ, барем она што ќе се зачне во утробите на мајките да се роди, за да го спасиме нашиот род православен и нашиот род македонски, браќа и сестри, нека стигне овој повик, овој апел до сите наши браќа и сестри, до сите идни мајки. Нека е честит празникот и за многу години и нека даде Господ многу и многу чеда за да го обелиме образот на нашите мајки, баби и прабаби, нашите татковци, дедовци и прадедовци. Нека е честит и за многу години празник. Амин. 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 Тага гнев и опасност, се молиме на Господа. Како секој празник, било световен или духовен, вообичаено така и празникот на Мала Богородица во истоимениот манастир во општина Новаци продолжи со општонародна веселба во организација на црковниот одбор на манастирот Рождество на Света Богородица од село Новаци. Со овој манастир се гордееме како општина. Тој е единствен манастир во низискиот дел, па ние го имаме тука. Благодарение на сите, на организацијата, на Дедото Владика и на сите. Нека за годину ще не здено. Нашиот манастир, како што кажа началникот Спасе Котелски, почнеме да градиме пред 24 години. После сите перипетии што не ги даваше целиот систем, еве го направивме е меѓу најдобрите во нашата држава и најдов манастир. Вечерва нашиот владика, како го ние, како црковен одбор и сите верници од неговата првија му даваме цврста подршка и натаму да не води онека како што не водеше
до сега. Инаку, ние се надеваме дека посветувањето на ова икона, што ја изработи еден наш граѓанин, Битола, се надеваме дека наскоро ќе освети и куќата на Марија, на која ќе се одржува крштарски свадби, а за која сега имаме добри вести околу нашата работа. Со Господ напред, што се веќе, се ќе се оствари што се вели. Нека е денот за новогодини и да се гледаме зубово заедно што вика народот. Се заминувам од административниот центар на општина Новаци. Се заминувам од можеби единствениот манастир изграден на невообичаено место од традиционалните изградени средновековни манастири во Македонија, во поле како што е манастирот Рождество на Света Богородица, со повторно мое уверување дека се уште денеска се почитува стариот мощен стар обичај, обичајот кога кметот на селото заедно со клисарот, протуѓарот и пољакот ќе ги собереле селаните на сред село ден пред православниот христијански празник Мала Богородица и ќе им соопштеле дека летината мора да ја соберат до Крстовден, затоа што по Крстовден се впрегнувале дзевгар воловите, они оратните, и дека на сам ден на Крстовден започнува угарењето на нивите, сеењето на житото. И дека се уште се почитува стариот обичај, дали со доаѓањето на православниот христијански празник Мала Богородица завршуваат кај народот познатите летни селски слави, а започнуваат зимските слави, со едно ветување, дека пак ќе дојдам на 25-тото јубилејно празнување на празникот на манастирот Раѓање на Света Богородица во општина Новаци. Само Господ на сите здравие да ни даде.